Фирмата на братот на Артан Груби, која за половина милион евра купи луксузен деловен објект во центарот на Скопје, 4 години пријавувала дека работи со загуби. ВМРО ДПМН со нови детали околу големата афера поврзана со братот на моќниот вице-премиерот Дуи. Бараат да се изврши проверка на потеклото на парите. За лидерот на опозицијата, објавувањето на ваквите скандали е исклучиво од криминална природа, а политичарите треба да бидат свесни дека основано сомнение за криминал не може да биде процес кој што ќе се гледа етнички. Тие што се занимаваат со тој политички криминал се и антиалбанци, и антимакедонци, и антиграѓани во Македонија. И тоа е лошо. И тоа е лошо, бидејќи гледате на сите мерења, криминалот во Македонија, поготово оној политички криминал е на највисоко ниво. Јас сум многу сериозен кога зборувам дека набргу од денеска многу сериозно ќе се впуштиме во борба со криминалот и корупцијата, посебно на политичарите. Големиот број на афери и скандали се причина Македонија се најде на 66-тото место на ранг листата во последниот меѓународен извештај за мерење на индексот на владење на правото во државата, вели првиот опозиционер, посочувајќи дека ова предизвикува чувство на разочарување кај граѓаните. Па јасно се гледа дека корупцијата и криминалот во Македонија и невладењето на право практично се клучните проблеми, зашто имаме и економска стагнација и развој на државата и зашто луѓето се оцелуваат од Македонија, зашто губат надеж дека не може да биде подобро, бидејќи очигледно е дека имаме определена политичка елита која што арбитрира околу владата на Дуи поддржана од СДСМ и таа е практично заштитена како бела мечка, што и да направи било каков криминал, да направи, таа останува заштитена и тоа предизвикува чувство на разочарување кај луѓето. При денешната посета на Свети Николе, Мицкоски рече дека кај нас во државата не само што не владае правото, туку има и заштитени политички елити на владата на Дуи, поддржани од СДСМ.